Општина Кисела Вода денеска на Советот со едногласна одлука одлучи еднократната парична помош за семејствата со новороденчиња двојно да се зголеми. Со оваа одлука износот кој досега беше 6.000 денари се зголемува на 12.000 денари. Првиот човек на Кисела Вода, Орце Ѓоргиевски, истакна дека оваа мерка е дел од пошироката стратегија на Кисела Вода за унапредување на социјалната слика и создавање поволни услови за развој на младите семејства. Поддршката за новороденчињата е многу повеќе од финансиска помош. Таа представува символ на нашата заложба за иднината, за создавање општина која расте и се подмладува. Ова е само еден сегмент од нашите заложби. Градиме нови градинки за да обезбедиме предучилишно образование за сите деца. Субвенционираме целодневен престој за децата од семејства во социјален ризик. А за овие деца обезбедуваме и бесплатни оброци, курсеви по странски јазици и информатика во училиштата, потенцираше Ѓоргиевски. Градоначалникот посочи дека во програмите на општината за поддршка на младите, сите првачиња добиваат бесплатни ранци и училишен прибор. Во рамките на програмите за поддршка на младите, сите првачиња во општината добиваат бесплатни ранци и училишен прибор преку проектот Ранче за секое прваче, додека за децата од социјално загрозените семејства се организираат бесплатни летувања, што придонесува за нивниот развој и рамноправни можности, истакна Ѓоргиевски, додавајќи дека со вложувањата во образованието, инфраструктурата и социјалната поддршка, општина Кисела Вода создава услови за хармоничен развој на секое дете и активно работи на создавање здрава и просперитетна иднина. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров денеска потпиша нови решенија за надоместокот за новороденче кој согласно одлуката од минатата година е зголемен од 5.000 на 7.000 денари. Оваа поддршка е дел од нашата заложба за поттикнување на населението и подобрување на условите за младите семејства во Ѓорче Петров. Во тек е изградбата на нова градинка во Стопански двор. Истовремено подготвуваме документација за уште 2 нови градинки, порача првиот човек на општината. Ние не застануваме, инвестираме во инфраструктурата која ќе ја подобри иднината на секое дете. Нашата визија е јасна. Создавање услови за развој, грижа и иднина за секое семејство, истакна Стојковски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски во однос на состојбата со хигиената во градот информира дека сите 10 скопски општини имаат побарано да ги преземат ингеренциите од градот Скопје, да земат дел од опремата, односно машинеријата за да работат. Даваме се од себе да ја подигнеме хигиената на повисоко ниво. Баравме да ги преземеме ингеренциите од градот Скопје, сите 10 општини да земеме дел од опремата, машинеријата за да работиме. Од состануците кои што ги имаше председателот на ЗЕЛС, сега немаме конкретен одговор. За жал, граѓаните не ги знаат ингеренциите и секогаш прстот прво е вперен во првиот човек на општината, порача Герасимовски во телевизиско интервју. Според првиот човек на Центар, најголемите забелешки на сите оние што го посетуваат градот, особено на странците, е токму хигиената. Огромен проблем за кој што апелираме долго време назад, дури знаеме често сметот да го собереме таму каде што не се наши ингеренциите. Ингеренциите во делот на булеварите и контењерите ги има градот. Ние 10 општини во градот имаме ингеренции за хигиената во нашите споредни општински улици. Ние сме општина со најмногу хигиеничари. Поради големата фреквенција во градот имаме 120 хигиеничари во изминативе години. Купивме и цистерна и секаква дополнителна опрема. Се со цел хигиената да ја дигнеме на повисоко ниво, изјави Герасимовски. Еден од клучните децениски проблеми со кои се соочуваа жителите на општина Газибаба беше недостатокот на фекална канализација. Во изминатите 3 години изградивме 25.000 метри нова мрежа на фекална канализација, информираше денеска градоначалникот на општината Бобан Стевковски. Првиот човек на Газибаба вети дека тука нема да застанат. Ке продолжиме со градежни активности за реализација на последната фаза во Црешево, Јурумлери и Гоце Делчев, а верувам дека ќе успееме да започнеме со градежни активности во населеното место Идризово. Децениските проблеми полека, но сигурно ги надминуваме.
бидејќи граѓаните заслужуваат подобар и поквалитетен живот, а ние изминатите 3 години докажавме како се работи и како се реализираат дела, истакна Стевковски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека општината ќе се мобилизира за чистење на јавните површини во Центар, откако вчера градот Скопје потврди во чистењето на сметот на улиците и булеварите под чија надлежност е градот Скопје. Вчерашната гледка беше страшна за центарци, недозволиво е центарот на градот да изгледа така, поради неизвршувањето на работата од страна на градот Скопје. А решивме да се мобилизираме и самите да го изчистиме центар, затоа што градската администрација подолг временски период доцни со чистењето на градот и нашата општина. Денеска ќе одржам состанок со вработените од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар со цел организирање голема акција за чистење на критичните места на територија на општината. Ова не е прв пат општината да го чисти сметот на градот Скопје. Нема да дозволиме Центар да биде преплавен во смет поради негрижата на градската власт, порача Герасимовски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја